Katoličkite vernici i del od pravoslavnite koji se vodat spored Gregorijanski od kalendar deneska go slava tragjanje Hristovo Božik. Najsvečano praznik otvo regionoce odbeležavo štip vo jedinstvenata katolička crkva na istokot. Se ispolni proročstvo koje prorokovaće prorok Izaija, koga reče, eve devica ke začne i ke rode sin, i ke se nareče Emanuel, Bog je so nas. A vo ovije denovi site nije sme glasnici, pastiri, mudreci, site nije go navesuvame Hristovi otroden den. Božik je praznik na mirot, radosta, ljubovta. Po ovoj povod denesvo katoličkata crkva se održa sveta misa na koja prisustvuva vernici od poveke opštini od regionot. Сите среќен празник, среќен Божик, убаво да се помината најубави од тој празник кога едно детенце се раѓа во животот е најубаво. Сите се радуваме кога се раѓа нов живот дава. Вообичаен овој голем празник верниците го поминуваат со најблиското семејство. Празникот е многу убав, ќе ми доат внуците, синовите на ручек, прочи пастрамали, ќе прославиме вино, ракија, се што треба. Секој недела ја доваѓаме, вчера доваѓа и денеска, доваѓаме се на секој празник, секој пат кога сме со здравјето добри. Само во Štip има над 200 верници од католичка вероисповед. На сите нив празникот им го честиташе штипскиот градоначелник. Сакам денеска да искористам приликата да го честитам Божик на сите верници од католичката вероисповест. За оние пак кои празниците ги почитуваат според јулијанскиот календар, денес е денот посветен на заштитникот на занаетчиите Свети Спиридон. Тој бил неук, но сепак учествувал во Никејскиот собор во 325 година, каде што ја побил Ариевата ерес. Уште за време на неговиот живот направил многу чуда, па и затоа за него се кажува дека тој бил човек што ги знаел скоро сите занаети. Денешниот светец како заштитник го имаат кондурџиите. Добро работи се, само нема кој да не наследи. Тоа е лошо. Нема кој да дојде да праша само да рече, за да учи занаат, изумре више. Едини сум у Štip сега речено, има еден тамо кај промајата и тај нешто работи. Иначе двајца затворија веќе, не работат. И тоа. И католици и православни денес сите беа обединети во една молитва и понизност пред Бога, како потврда на тоа дека пред неговото лице сите сме исти. Не се важни датумите и името на празниците, туку искрената молитва и вера.